Ова утро јас и колегата Дени Младиновски ве поздравуваме од падините на прекрасната планина на Водно. Со причина ја правиме средбата овде, почитувани, со вас и со нашиот гостин, бидејќи во продолжение ќе зборуваме на тема планинарство. Конкретно најавуваме еден меморијален марш во чест на Димитар Буцевски. Станува збор за еден извонреден планинар, алпинист, чишто живот згасна прерано на негови 32 години. Го загубивме овој планинар на еден несреќен ден, еден кобен час, точно на 6 февруари 2011 година. Во таа чест планинарскиот клуб Кораб одржува меморијален марш. По тој повод го имаме на гости председателот на овој планинарски клуб, Љубомир Котевски. Навистина ми е задоволство што сте во наше друштво ова утро. Добар ден. И мене ме причинува задоволство секогаш кога е тема планинарство и кога сме во природа, уште повеќе кога интервјуто се случува во природа. Веќе, како што кажавте, прекрасната планина Водно, како од Господа ни е дадена, нас Скопјани, и за рекреирање, и за прошетки, и за дружење, што е по мене најважниот елемент од планинарството. Затоа што повеќе пати сум кажал, човек може да спортува и во домашни услови, може да трча покрај ке и така натаму, но оној социјален аспект го нема. А тоа го има само во планинарството. Може би во некои други спортови, но во планинарството е тоа најмногу изразено. Од прости причини, затоа што, например, во експедиции, човек е со иста група луѓе десетина дена. И тоа се некогаш екстремни услови, кога секој за секого се жртвува, секој секому му помага. И тоа се навистина моменти во кои што доаѓа до она најхуманото во човека, излегува на површина. Од тие причини секогаш сум среќен и задоволен што можам да зборам за планинарството. Конкретно денес станува збор за меморијалот кој што веќе по 12 пат ќе го одржиме за нашиот прекрасен Диме. Тој беше секретар во клубот, беше и благарник во клубот. Меѓу останатото беше и во екипата, спасителната екипа на Црвениот крст, беше и на многу обуки и во Хрватска, и тука, и така натаму. Прекрасен човек кој што секогаш секому помагаше, помладите планинари ги обучуваше, пружаше се од себе. Многу лојален, многу приврзан кон клубот и од сите тие причини го одржуваме овој меморијал. Да, 12 години потоа го одржувате овој меморијален марш. Очигледно е дека овој ваш пријател и прекрасен планинар недостасува. Морам да ве прашам, сигурно е потешко да се организира и од организацијски аспект гледано една ваква акција, еден ваков планинарски подвиг кога има и емотивна нишка. Како изгледаат тие меморијални маршови? Очекувате, предпоставувам, поголем број на пријатели, но поканите се сите луѓе на 5 февруари кои што се во можност да оддадат спомен и почит токму во името на Димитар Буцевски. Овој меморијал, меѓу останатото, е и во годишната програма на Планинарската федерација на Македонија, така да ние сме не само што ни причинува задоволство да го организираме, туку и чест, туку и обврска. Очекуваме, како и секогаш, околу 150 на 200 учесници, што е за нас голема обврска, бидејќи и одговорност, бидејќи патеката е поприлично лизгава, особено во овој период во кој што го одржуваме меморијалот, до Свети Спас, да речеме така, планинарска патека, има 2-3 посериозни успона, но се трае искачувањето час и половина. Но потоа продолжуваме и на местото кај што ни загина Диме, тоа е Света Недела, и таму е веќе теренот кога е замрзнато, кога има снег, па тој снег утабан од нас планинарите, тогаш е веќе порискантно и мораме да обезбедиме наши алпинисти кои што го обезбедуваат тој појас, местат јажиња, ленгери и така натаму, што значи не е баш за секого вториот дел од искачувањето. Секогаш се грижиме за секого поединечно, но сепак треба да се има добра планинарска опрема, разгазени чевли, да се тие чевли со гума одоздола, што би рекле вибрам,
за да лепат, за да добро држат и нешто вообичаена опрема за еднодневна планинарска тура, значи добри алишта, трослојни, четворослојни, тие повеќе греат од што само да е еден слој од алишта. Вентијага непропустлива, капче, ракавици, штеки и тоа е тоа отприлика што е потребно за оваа тура. Да, може само да би сакала само да ја кажам и патеката се случува на Матка, каде што и го загубивме Димитар, всушност на кањонот Матка на Карпите. Како ќе се одвива патеката, каде е појдовната точка, во колку часот точно за сите оние кои што се заинтересирани да детализираме околу патеката? Токму тоа сакав да кажам, значи стартната позиција е пред Мечкина дупка или сега како ја нарекуваат Манастирска пештера. Популарно е Мечкина дупка, повеќе го знаат луѓето тоа место како Мечкина дупка. Во 10 часот е стартната позиција. Околу 11:30 до 12 најмногу сме горе на Свети Спас, кај што веројатно ќе се, како и секоја година, ќе има чајче за окрепнување, мала закуска и така натаму. Потоа кој сака продолжува до Света недела, кај што е спомен плочата на Диме, кај што ќе положиме венец, секој што ќе сака ќе може да запали свеќа и со тоа потоа се враќаме повторно, се собираме на Свети Спас доле. Тоа е едно убаво место со прекрасен пейзаж, гледка кон браната, кон целата околина. Тука се задржуваме кратко време и повторно сите заедно доле на Мечкина дупка, на стартната позиција. До таму може да се користи собствен превоз, може да се користи автобус број 60, кој што ми се чини поаѓа некаде во 15, не сум сигурен, треба секој на ако ЈСП користи да проверат на ЈСП информации, да видат кога оди автобусот број 60, кој што стои баш тука на тоа место му е последната автобуска станица. Да, верувам дека на овој ден ќе се потсетувате многу низ спомените поминати, деновите поминати со Димитар Буцевски, но и овие вакви настани, ваквите мемориални маршови кои што се организираат си едно подигнување на свеста, односно потсетување за внимателноста во планинарењето. Вие сте долгогодишен планинар, водач, кој што верувам дека тоа постојано го потенцира на почетниците, на сите оние кои што можеби не се почетници, но треба да се потсетуваме секогаш на внимателноста и на тоа како убаво споменавте како треба да бидеме опремени и како да се однесуваме при една планинарска акција. Па планинарството, како и секој друг спорт, си има свои правила. Со тоа што во некои други спортови може да биде обична повреда и така натаму, а во планинарството грешките не се простуваат. Тоа е како во некои други спортови, да речеме маратони, пливања и така натаму. Значи, тие правила мора да се почитуваат. Но сега јас не можам за правилата да зборувам, бидејќи треба човек да е член во некој клуб и затоа ги канам сите оние што се заинтересирани да се зачленат во некој клуб во кој што ќе можат да ги научат тие правила, во кој што клубови ќе добијат совети од постарите планинари и кога би се почитувале тие правила, не би се случувале несреќи како што ни се случуваат често. За жал. Најновата несреќа се сеќавате дека беше Калина и Александар на Кајмакчалан, што е една обична тура, но ако не се почитуваат временските услови, ако не се почитува водичот и така натаму, тогаш се случуваат таквите нешта. Нека ми простат оние што поинаку размислуваат, но тоа е моето мислење. Господин Кутевски, 25 години сте на тронот на планинарскиот клуб Кораб, па можеби едно од највпечатливите моменти од кои што ги организирате 31 година поред е искачувањето на голем кораб. Претходната година, 2022, ќе се навратиме неколку месеци, ќе ми дозволите, бидејќи овој разговор сакам да го искористам и како еден апел да алармираме, да покажеме дека навистина се соочувате и со одредени проблеми. Алармиравте и покажавте оваа година, поточно претходната година 2022,
први пат, поред го организиравте овој настан, но се соочивте со проблем кој што јавно и гласно го искажавте. Конкретно станува збор за тоа што прв пат по 30 години не организиравте превоз и тоа од апсурдни причини, можам така да кажам. Организирањето на искачувањето на голем кораб е навистина една од најкомплицираните акции во Македонија. Токму од тие причини што патот до караулата Победа, тоа се во прашање се на се околу 11 километри, но е макадамски пат и на многу места тешко прооден. И од тие причини никој што еднаш дошол со голем автобус, втор пат не доаѓа. Да ги лажам јас луѓето дека може да се помине, не ми е својствено и од тие причини не го организира превозот. Сепак имаше преку 1100-200 учесници, добро со минибусеви и така натаму, со собствен превоз, а на времето имаше по 2.500 учесници и учесници од 24-5 држави, истовремено од секаде ги имавме. А што се однесува до самата патека, навистина е напорна, во прашање се 20 километри во двата правца, со висинска разлика од некои си 1500-600 метри, тоа е навистина многу, но е безбедна патека, нема никакви проблеми, освен ако се временските услови. Инаку имало ситуации кога сме имале збратимувања на самиот врв со новосаđани и така натаму. Повелбите беа во мојот ранец, мене бидејќи трите пара ракавици ги позаимив на други, баш на девојки, жени и така натаму, сметав дека им се повеќе потребни од што мене. Джентлменски. Но мене рацете ми беа така смрзнати да јас не можев да го отворам ранесот, да ги изведам повелбите. Го чекав секретарот на клубот за да го направи тоа. Да, и нас ни смрзнуваат во моментов рацете, ќе споделиме со гледачите овде на водно е навистина студено, дури и малку провеува снег. Јас мислам дека во градот постудено. Не знам дали приметивте додека се чекавме. Тука е сепак ми е мене топло. Многу попријатно, на душата е топло, се согласувам комплетно со вас. Со какви се проблеми се случуваат, еве накусо да искористиме покрај овој проблем кој што го алармиравме, со какви се проблеми се случуваат планинарите, да алармираме каде треба да се интервенира, да ги повикаме надлежните? Значи, пред се секогаш да се обратат во федерацијата наша. Таму секогаш има човек од 8 до 15 до 16 часот. Што се однесува до укажување на помош во планина, има екипа Црвениот крст, многу добро обучена, многу добри момци. Меѓу нив има и мои членови од мојот клуб. И, значи, тоа се двете места до кои што треба да се обратат. Но сепак, јас пред се кажувам, секој што сака да се бави со планинарство, да се зачлени во некој од 20 клуба што се во Скопје, постоечки. Нека повелат, еве, во Кораб, во Трансверзалец, во било кој клуб, за да нешто научат, за да им бидат планинарењата организирани, да видат места кои што ни на крај памет не им било дека постојат такви убавини, такви локалитети во Македонија, па и во странство се разбира. Значи, мојата препорака е основно таа, да се зачленат во некој од клубовите постоечки. Како вие станавте планинар и колку планинарството ве промени како човек? Јас сум 60 години планинар, точно 60 години. Планинарството ме има многу променето, прво на физички план, на духовен план, прагот на издржливоста во планинарството се покачува до невидени размери. Здравствената состојба се подобрува. И она што ни го подарила природата ни е многу подостапно. И дружењето се разбира. Имам пријатели низ целиот свет. Како професионален водич работев повеќе од 20 години. Така да, еве, ќе кажам, например, за Нова година јас добивам честитки од најмалку 10 држави. Се од оние луѓе што сум ги водел во Македонија, Бугарија, Грција, Црна Гора, Србија, јас го покривам овој терен.
тука. Так, да. Задоволство е секогаш да се разговара со вас. Имам уште многу прашања кои што ми се во глава и сакам да ви ги поставам. Ќе закажеме и друг пат средба. За планинарството има многу да се зборува, да се кажува. Еве имаме и планинари, не знам колку камерата го долови моментот. Благодарам многу за тоа што бевте заедно утринава во Добро утро секој утро. Ви благодарам и јас на можноста да зборувам за планинарството, а тоа ми е секогаш големо задоволство. Да. Ќе потсетиме уште еднаш за некои што подоцна се вклучија. Овој повод, оваа средба со Котевски беше всушност затоа што на 5 февруари оваа недела се одржува меморијален марш во чест на Димитар Буцевски. Сите оние кои што сакате да бидете дел од овој меморијален марш, можете да ја посетите Facebook страницата на планинарскиот клуб Кораб и да ги погледнете повеќе детали околу оваа акција, оваа планинарска акција и секако да се вклучите доколку сте заинтересирани.